Да, ова е денешната клучна информација во македонскиот спорт воопшто, со оглед дека долго се исчекуваше именувањето на наследникот на Ивица Обрван. Се наоѓаме во Ракометната федерација на Македонија, каде што предпладнево се одржа состанок на комисијата која што беше задолжена за избор, односно за предлог на нов селектор, кој ќе треба да биде доставен до управниот одбор на РФМ. Со нас во ова јавување е председателот на комисијата, нашиот познат ракометен стручњак и поранешен селектор Гино Стрезовски. Тој ќе ни каже како комисијата реши да го предложи Лино Червар на управниот одбор на федерацијата. Благодарам. Па од достигнатите барања или понуди за селектор имавме од Македонија 2, тоа беше Глигоров Владимир и Илија Темелковски, бивши селектори исто така, имавме од соседна Србија Александар Брковиќ и имавме од Шведска и од Шпанија кандидати. И сега би рекол Лино Червар исто така од Македонија со македонски пасош. Ги разгледавме барања да ги отвориме понудите нивни или условите под кои сакаат да работи, кои треба да работат. Одлучивме да предложиме до управниот одбор на Ракометната федерација да тоа биде господинот Лино Червар, со оглед на тоа од целото негово досегашно битие во Македонија и претходните негови резултати, навистина од овие постигнати понуди за селектор или барања за селектор, господинот Червар имаше најсериозни идеи. Кои беа клучните критериуми по кои се раководевте? Управниот одбор, меѓу другото, меѓу оние основни документи кои ги бараше, за селектор побари 4 годишна програма. Тоа беше кај Лино Червар најсериозно подготвена и најсериозно се гледаше дека е работено на таа програма, барајќи резултати од младинските школи до сениорската репрезентација, која веќе за многу кратко време на 11 ја очекува баражнат преврат со Чешка. Така да, неговиот приступ беше очигледно дека е најсериозен кон иднината на ракометот, а исто така и неговиот бекграунд беше најголем од сите овие предложени кандидати. Треба да се одржи седница на управниот одбор, за колку време од прилика очекувате тоа да се случи и кога според вашите информации официјално би ја презел Лино Червар функцијата и кога би почнал да работи? Па искрено очекувам дека управниот одбор најбрзо ќе се собере, веројатно до крајот на неделата, бидејќи времето е кратко. Обврските се големи, почнуваат баражниот преврат со Чешка на 11, значи репрезентацијата сигурно ќе се собере 5-6 дена претходно, така да очекувам до крајот на оваа недела да биде предложен управниот одбор Червар и да се надевам искрено дека ќе биде прифатен од управниот одбор. Бане, толку би било од ова наше јавување, значи имавме потврда од председателот на комисијата која што беше назначена за избор, за правење селекција, за избор на нов селектор на македонската ракометна репрезентација Гино Стрезовски, кој потврди дека комисијата решила да му предложи на управниот одбор националниот ракометен тим да го предводи Лино Червар, останува управниот одбор да ја потврди ваквата улога. Бранко?